народи. Можиновски. Добро, значи разврската е многу јасна во однос на спорот со нашиот јужен сосед. Но во праксис тоа нема да се случи. Значи, се додека е вака во Грција, што е, се додека е оваа власт, се додека постојат тие учебници, се додека во најголемите светски библиотеки на одделот за антика постои грк или грк по потекло, тоа тешко ќе се промени кај нив. Но не е целта на се ова ни Европа да не признае, нити да се согласи нашиот јужен сосед. Значи, целта на се ова што ние го работиме е вистината за Македонија да прозвучи внатре кај македонецот. Значи, тој да не биде подложен како топовско месо на секакви влијанија, да речеме да отиде една година некаде во Англија, па да стане англичанец, па да ни се врати како англичанец, или да отиде 6 месеци во Франција, па да се врати како француз. Да заборавим. Значи, не е работата во забравањето, него во самиот образовен систем постои код кој вели треба да престанеш да бидеш ова затоа што то не вреди. Гледај ако можеш да најдеш нешто друго да бидеш. Значи, тоа е во велам клучниот проблем што го има Македонија и го имала долго време е токму промена на образовниот систем. Значи, мора да постои воспитание во образовниот систем. Мора да постои Министерство за воспитание и под 2 да биде образование. Тука е клучната работа. Со тој збор веќе поинаков профил на наставници ќе има, други луѓе ќе дојдат да ги воспитуваат нашите образи што надоаѓаат. Многу ви благодарам на двајцата што бевте овие 90 минути заедно. Со оглед дека еве јас само ќе замам уште еднашка телопот да го видиме заедно. Да. Значи инвестиции од Европа 5 начинувања и со тоа е наставно неделата. Почитувани, благодарам што ги споделивте овие минути со нас. Благодарам за сето она што вие го дадовте како контрибут со вашите јавувања. Знам дека сте во поголем броеве, гледам се на крај доаѓаат многу пораки на мејлот и на Фејсбукот и на нашиот портал. Со тоа што знам дека мојот драг почитуван пријател Дардан Венецки упате на убава порака и господин Божиновски да им заблагодариме на нашиот јужен сосед и на Европа што не им дозволиле на тие што 60 години беа против религијата и верата и против црквата, бидејќи тоа бил опиум на народот, а со тоа навистина сакале да владеат со народот и да манипулираат со народот, особено со македонскиот народ, дека тој е ново компонирано 44-та навака, имајќи факт дека кога е на Европа се плаши од вистината, аргументите, јас не знам кај ќе им оди душата и на 001 и покрај тоа што Чарлс Дарвин рекол секојаш бараше прошка, овие никако ни да помислат на тоа. И благодариме на Европа што навистина го одмрзна, да речам, тој не заспан, туку малце инертен нерв на македонецот што се буди и што реинкарнира, односно не реинкарнира, се воздигна на високата точка. И затоа Грција се плаши од вистината и затоа Грција ги губи собствените плото го губи секако во секој случај, но пак зависи од нас. Да им речеме стоп на измеќарите, да не навалуваат и натаму со некакви антиквизации. Вистината е кај нас, вистината е во вас, а утре веќе повторно поканувам заедно да гледаме репризата. Наредниот петок исто следи една интересна тема. Бидете со нас.